Договор за надминување на разликите за името, нерешените прашања во врска со него и за цврстување на добрососедските односи. Ова е официјалниот наслов на документот што треба да го потпишат владите на Македонија и Грција. Во преамбулата се наведени сите меѓународни документи според кои ќе важи како и дека со него се потврдува меѓународната граница, се зајакнува мирот, стабилноста и безбедноста во југоисточна Европа, како и дека целта е да се зајакне довербата и добрососедските односи во регионот, да се стави крај на непријателствата и редентизмот и ревизионизмот од секаков вид, но се воспоставува и стратегиско партнерство во многу области. Со договорот се укинува привремената спогодба и како што веќе објавија владите во Скопје и Атина, официјалното име е Република Северна Македонија, кој ќе биде уставно име и ќе се користи ерга омнес. Скратеното име ќе биде Северна Македонија, пишува во договорот. Националноста е македонска, граѓани на Република Северна Македонија и јазикот е македонски. Она што е важно за македонските власти е членот 7 во кој се прави јасна дистинкција за поимот Македонија во Грција и во нашата земја. Член 7.2. Кога се однесува на првата страна, овие услови се однесуваат не само на територија и народ од северниот регион на првата страна, туку и на нивните атрибути, како и на хеленистичката цивилизација, историја, култура и наследството на тој регион од антиката до денешен ден. Член 7.3. Кога се однесува на втората страна, условите се однесуваат на незината територија, јазик, народот и неговите атрибути, со нивната засебна историја, култура и наследство, нагласено различни од оние наведени по член 7.2. Во договорот точно се наведува и како ќе се менува уставот што треба да заврши до крајот на годинава, пошто Грција ќе го ратификува заедно со членството на Македонија во НАТО. Прецизно се наведени уставните измени. Член 1.12. Името и терминологиите, како што се наведени во член 1 од овој договор, ќе бидат внесени во уставот на втората страна. Овие промени би се случиле ен блок со еден амандман. Доследно на овој амандман, името и терминологиите ќе се променат следствено во сите членови од уставот. Понатаму, втората страна ќе пристапи кон соодветни амандмани на својата преамбула, членот 3 и членот 49, за време на процедурата на ревизија на уставот. И македонската и грчката страна се обврзува дека нема да менуваат ништо со амандмани во нивните устави во иднина и дека нема да се мешаат во внатрешните работи на другата земја, вклучувајќи го и статусот на нивните малцинства. Личните и други документи ќе се менуваат во два транзицијски периоди, технички и политички. Техничкиот ги опфаќа сите официјални документи за меѓународна употреба во период од 5 години. Политичкиот ги опфаќа сите документи за внатрешна употреба со името Северна Македонија, но тоа ќе се решава во текот на преговорите со Европската Унија 5 години по завршување на секое поглавје. Македонија нема воопшто и никаде да го употребува знамето од Вергина. Имињата на државните институции ќе се менуваат согласно новото име Република Северна Македонија. За употреба на ова име во комерцијални цели ќе се одлучува дополнително. За имплементација на горе спомнатите одредби ќе биде утврдена меѓународна група од експерти составена од представници на двете држави во контекст на Европската Унија и соодветно учество на Обединетите нации и ИСО. Оваа група од експерти ќе биде формирана во 2019 година и ќе ја заврши својата работа во рок од 3 години. Ништо од членот 1 нема да влијае на сегашната комерцијална употреба се додека не се постигне заемен договор како што е наложено во овој параграф. Во договорот се наведува и дека ќе биде формирана експертска комисија од представници на двете земји, која ќе ги разгледува историските настани и доколку има потреба, ќе се врши ревизија на учебниците. Со овој документ се регулира и соработката во економијата, науката, културата, здравството, одбраната и други области.